Поштовани гледачи, добро дојдовте во емисијата Визави на ТВ канал Вес. Наши ваш гостин оваа вечер е градоначалникот на општина Ново село Боро Стојчев. Господин градоначалник, добро вечер и добро дојдовте во нашата емисија. Добро вечер за вас и за вашите ценити гледачи и пред се благодарност до вас и вашата медиумска куќа која ми овозможивте вечерва да ги кажам сработените работи во изминатиот 4-месечен период од нашата локална работа. Така, спомнавте и самиот дека 4 месеци сте веќе на функцијата градоначалник на оваа мала општина. Осам малиот буџет кој што руралните општини го имаат, кои се проблемите со кои се соочивте откако дојдовте на функцијата? Проблеми има и во секоја работа, и овде во општината. Затекнав, пред се може да зборам да ги разделиме на два аспекти. Прво финансиски, од финансиски аспект и од ресурси внатре во самата општина. Во финансискиот аспект можам да кажам дека општината имаше финансиски проблеми, пред се има долгови кои на наши комитенти треба да се исплатат и лоша финансиска конструкција, пред се тоа беа некаде долгови околу 15 до 20 милиони, но во изминатиот 4-месечен период успеавме некаде околу 5 милиона денара да исплатиме на долгови на нашите комитенти кои имат извршна работа. Ќе продолжиме понатамо со работа. Мислам дека во текот на ова година ќе ги расчистиме сите долгови према нашите комитенти со програмите кои имаме ние зацртано како општина. Од администрација, од административните проблеми можам да кажам дека еве јас како кандидат за градоначалник во мојата програма имав мој план и кога дојдов во општината затекнав луѓе кои не се во согласност со моите потреби во работата, па направивме некои реконструкции и можам да кажам дека преку агенцијата распишавме и примавме 5 нови лица, се со цел да ги комплетираме нашите одели, оделение внатре за работа. Пред се тука се однесува на оделот ЛЕР, локален економски развој, во финансиски оддел примавме лице, во данечно оделение примавме лице и технички оддел кај нас. Така, во вашата програма пред да дојдете на функцијата градоначалник најавувавте асфалтирање на улици и патишта во општината. Што во овој период презедовте на овој план? Беше во тек програмата, уште првиот ден кога дојдов, првиот работен ден ми беше точно се асфалтираше улица во Мокриево, се асфалтира улица во Колешино, асфалтирање улица во Старо Коњарево и асфалтирање улица во Ново Коњарево. Тие беа првите работни денови каде што беше во тек програмата за асфалтирање на улици од 2017. Имаме донесено одлука и на Совет, имаме нова програма за 2018, која програма треба да се реализира во текот на ова година. Тоа ќе се реализира така спрема програмата како е донесена со одлука на Совет. Така, едно од проблемите со кои што се соочуваат луѓето од помалите населени места секако е водоводот и канализацијата, кое што е се уште тежина во современото живење. Што како општина на овој план имате преземено? Кои села, кои населени места да очекуваат водоводна и канализациона мрежа? Можам да кажам дека до моментот, до денес, имаме исклучиво направена канализациона мрежа комплет само во село Ново Коњарево. Во моментот е и изградба на прочистителна станица, исто во Ново Коњарево се реализира, треба да биде завршена за некои 20 дена. Во Ново село имаме изработена дел од канализационата мрежа, некаде околу 1/4 од купната потребна да се изработи. И со оглед на тоа дека Министерството за транспорт и врски има распишено јавен повик и со премиерот дека да се достават документации што ги имаме ние како општина за изработка на канализациони водоводни мрежи, можам да кажам дека имаме ние доставено до Министерство за транспорт и врски 7 вакви проекти. Ќе ги набројам, тоа е проектот за изработка на канализациона мрежа во село Ново село, изработка за канализациона мрежа и водоводна мрежа во село Шушица, за канализациона мрежа во село Самуилово и водоводна мрежа во село Самуилово, исто така водоводна мрежа во село Дражево и во село Борисово. Тие се проектите доставени до владата, каде што владата и со разговор на премиерот отворено и рече дека сите општини кои имат техничка документација изработено, слободно да поднесат и со уверување дека сите ќе бидат прифатени и во текот на годината ќе се одобрат и ќе почнат со работа. Ако тоа се случи, навистина мислам дека ќе има еден препород во тој дел со изработката.
Освен овие готови документации, можам да кажам дека во тека е изработка на документација во регионална комплет документација за село Мокрино, Мокриево, Борисово, Колешино и Зубово. Во моментот се изработува документација, таа ќе биде во текот на оваа година готова и се надеваме дека идната година ќе аплицираме и ќе имаме уште повици за да може и таму да ја решиме состојбата. Со канализационите мрежи немаме документи, но се во тек финансиската конструкција за покриеност треба да се направат уште во селата Смоларе, Дражево и Старо Конјарево. Водоводни мрежи исто, за водоводни мрежи во сите населени места што ги имаме, поголемите населени места, тоа во општина Ново село со околу 12. Имаме комплет документација исто за водоводните мрежи. Во тек се некои што рековме во почетокот дека се аплицирање во транспорт и врски во Министерството, некои се во тек со изработка и ќе останат само без документација село Смолари и Мокрино. Така. Каква е генерално оценката во однос на оваа инфраструктура, комунална инфраструктура на општината? Дали во однос на другите општини сте понапред, поназад или со реализацијата на овие проекти кои ги најавивте би се многу подобро би се зголемил квалитетот на живот на жителите? Ние сме подрачји каде што имаме две сливни подрачја, Беласица и Огражен, каде сме богати со вода, но хендикеп е тоа што во моментот рековме дека имаме комплет документација изработена и аплицирана, а имаме некои документации кои треба да се прават. Мислам дека е проблем со водоснабдувањето за здрава вода за пиење. Кај нас стигнуваат од пробите анализите од кој ги правише тама сам. Така. По соодветните институции кои што ги прават. Имаше доставено кај нас секој месец ни стигнуваат анализите. Здрави води за пиење имаме само во село Самуилово, Ново село и Зубово. Сите други се нездрави води за пиење од аспект на тоа што и самото јавно комунално претпријатие стопанисува и наплаќа вода за пиење само на овие три населени места. Тоа е голем проблем кај нас во општина Ново село и мислам дека ние сме во лоша состојба со тој дел, затоа што во некои населени места се уште функционира овој стариот систем. Самите местни заедници, кои знаеме местните заедници не се правни лица, тие стопанисуваат на некој начин за мене незаконит и ние секако ќе мораме во многу близок период да ги преземеме сите тие водоводни мрежи и да се погрижиме пред се за здравјето на луѓето, која е една од приоритетните работи кај нас во општината. Така е. Една од поадминистративните работи, а многу клучна за развој на општината, секако се и урбанистичките планови. Што на овој дел како општина имате работено, за кои села, за кои населени места имате донесено или ке донесувате документација за урбанистички планови? Урбанистички планови во моментот имаме за 4 населени места. Тоа е во село Ново Конјарево, во село Ново село, во Колешино и Мокриево. Во останатите е во тек на изработка уште 6 урбанистички планови кои ќе бидат готови во текот на ова година. Средства треба да се приберат и за изработка на други уште 2 населени места, тоа ќе биде во село Старо Конјарево и Дражево. Мислам дека тоа е една од основните потреби на граѓаните за да можат да си ги добијат сите услови за живот во еколошка и економска страна за развој на самите населени места. Така, деновиве бевте актуелни, информиравме и ние за договорот што го склучи општина Ново село, последен чекор пред реализација на проектот со прекогранична соработка со Грција за развој на примарната здравствена мрежа. Колку ќе придонесе овој проект за подобрување на здравствените услуги на жителите во општината, зборувам за целата општина, и што уште едно подпрашање, колку општината е подготвена за реализација и аплицирање и подготовка на вакви поголеми проекти од каде што може да се искористуваат европски пари кои што се секако како дел од предпристапната помош за Македонија. Со овој проект мислам дека ќе решиме еден од клучните проблеми што ги тешти мачи населението во Ново село. Пред се од аспект на тоа што општина Ново село е најоделечената општина од Струмица, каде што имаме здравен дом и општа болница. Кај нас имаме само приватни здравствени организации, каде што има приватни доктори и населението можат овие услуги да ги имат од овие приватни организации до некаде 20 часот. После 20 до наредниот ден до Сабајле немаме ние покриеност. Со овој проект разговаравме со директорката на здравен дом
Во тек е изнаоѓање на решение за дежурни служби, кои дежурни служби ќе имаме дежурен доктор кај нас во Здравен дом во Ново село, а со самиот проект ќе бидат опфатени и населените места каде што се подалеку од Ново село, односно ќе бидат посетени нездрави, изнемоштени, стари луѓе, млади кои имат потреба. И самиот проект предвидува да се набави една супермодерно возило, супермодерно, кој зборам супермодерно, модерно, тоа ќе биде и имаме доста средства кои ќе бидат имплементирани по самиот проект за помош на луѓето. Мислам дека тоа ќе ни биде еден од клучен проект во решавање на овој горчлив проблем за самото население. Така, има ли кондиција општината да аплицира уште за европски проекти во со цел за прекогранична соработка од една страна, а од друга страна изнаоѓање на пари за решавање на проблеми за кои што буџетот не може да си дозволи? Освен овој проект со Грција, каде го имаме веќе пред подпис финалниот дел со општина Ираклија, соработката во минатото имаше нашата општина пред се со општина Петрич и општина Сандански. Разговаравме ние во текот на оваа недела и со градоначалникот, односно кметот на Петрич. Сме во разговори со градоначалникот или кметот на Сандански на Благоевград. Мислам дека ќе нашите тимови, односно локална економски развој оделението, имаме спремано комплет проекти каде ќе земат учество и се надеваме дека ќе добиеме уште некои од овие потребни работи или проекти кои ќе бидат прифатени од самата Европска Унија во делот со меѓугранична соработка. Така, има ли конкретно на која тема ќе бидат овие со Бугарија или дополнително треба да ги дефинирате? Првично разговаравме со градоначалникот на Петрич, тука ќе биде во делот со туризмот. Сакаме да го докомплетираме комплексот Баба Вања, како што викаме кај нас, чешмата и туристичкиот дел, реновирање на домот на културата во Ново село, каде што со овој проект ќе бидат офатени изложбни центар ќе биде во тој дел со туризмот. Во делот со Сандански сме во преговори тој дел да биде во делот за заштита од ерозивни подрачја, односно заштита на природата. Така. Исто така најавувате и реконструкција, доградба и наградба на општинската зграда на општина Ново село. Од каде ги обезбедивте средствата за оваа намена и што конкретно ќе биде реновирано или реконструирано? Можам да се пофалам дека ова и во самата програма реков јас дека општина Ново село, јас како градоначалник ќе бидам отворен комплет за целокупното население што живее во општината, па и пошироко. Со овој проект ќе го овозможиме ова нешто, затоа што реков и пред малку дека општината не е најодалечена од Струмица, па сите институции кои имаат за потреба нашите граѓани треба да патуваат по 30 и неколку километри да стигнат до Струмица, па заради администрација или некои други работи треба да се враќаат 2 пати или 3 пати. Со овој проект општинската зграда ќе добиеме функционалност. Функционалност од аспект на тоа што во моментот општинската зграда има кај нас негде околу 515-520 квадратни метри простор кој ги користи како општината, нашите оделенија, институции, а со проектот што треба да го добиеме и се надевам дека ќе веќе во финалниот дел, ќе добиеме општинска зграда некаде околу 1300 квадрати. Посебно сакам да потенцирам дека во самиот план во општинската зграда приземјето, односно првиот дел доле, ни е строго определен да биде исклучиво во потребите на граѓаните. Што значи ова? Разговаравме со министерот за земјоделие заради потребите на нашите луѓе овде доле во Ново село, каде што пред се можам да кажам дека 60-70% од населението кое е овде се занимава со земјоделие и имаме потреба од вакви подрачни министерства или истурена канцеларија на подрачно министерство од Струмица да бидат во Ново село. Односно да ги остваруваат своите права земјоделците за субвенции и други потреби. Ќе имаме посебна поголема канцеларија предвидена во општинската зграда. Освен тоа ќе имаме по барање на министерката за труд и социјални бараше една просторија за социјални работи и здравствени пензиски работи. Исто тука ќе имаме канцеларија. Ќе имаме данъчно оделение предвидено во самата зграда. Ќе имаме од бирото за вработување, односно сите тие 4-5 канцеларии се предвидени исклучиво за потребите на подрачните министерства, каде што луѓето ќе ги остварат своите права на едно место, односно ова да кажеме едно шалтерски систем овде ќе пробаме да профункционира. Освен ова во приземјето ни е предвидена и една кујна, која кујна можам да кажам дека слободно во акција ни е еден план, имаме на собе донесена одлука за отварање на една сметка за потребите на социјални случаи, за донаторска сметка. Со ова донаторска сметка веќе со најава од нашите
качабари, да ги кажем вака, кои се имат здружено во Швајцарија и Италија, сакат да донират луѓето, но има за потреба да се донират тие средства на посебна сметка. Тоа го направивме. Со самата зграда е предвидено да имаме кујна пропишана, каде што ние сметаме дека во општина Ново село има за потреба да се доставува храна, односно еднодневен оброк на ранливите категории, некаде од 100 до 150 оброка кои луѓе и го заслужуваат, а немат од каде да екзистират. Тоа ќе го правиме преку општинската зграда исто. Во првиот кат на општинската зграда е предвидено и со самата децентрализација, сведоци сме дека и премиерот и владата веќе најавуваат дека ќе има поголема децентрализација. Таму ни е предвидено посебни простори од новите одели, како што е кај нас, знаеме дека во момент функционира даношното деление, односно и сектор урбанизам. Во урбанизмот, освен урбанизмот, ќе добиеме најверојатно и други оделенија кои ќе имат за потреба да добијат своји простори, каде што граѓаните исто така ќе имат можност да ги остварат своите потреби на едно место во оваа зграда. Средствата ни се обезбедени од европски фондови, односно од Европска банка, некаде околу 260.000 и нешто малку повеќе евра без ДДВ. Мислиме дека овие средства ќе бидат доста доволни за да може оваа зграда да се направи. Спомнавте и самиот дека туризмот е еден дел од општината која што може да е генератор на локалниот економски развој со оглед на тоа што имате непремерни природни убавини кои што привлекуваат не само домашни и странски гости. Што во делот на развој на туризмот, дали имате планирано оплеменување на просторот околу, за да промоција и маркетинг на самата општина, можеби, или соработка со невладини организации, со граѓански организации кои што го работат тој дел, се со цел да се донесе турист повеќе, а од друга страна дали има интерес кај бизнисмените веќе почнаа да инвестираат за сместувачки капацитети, за ресторани кои што нели секако би ги задржале подолго и повеќе туристите и па да и потрошат тука. Во сведоци сме дека во минатото општината, може да кажам дека овде имат направено доста и секој пат може уште повеќе, имат направено локалната власт заедно со градоначалниците доста во развојот на туризмот. Знаеме сите дека посебна атракција кај нас е Смоларскиот водопад, исто така да и Колешинските водопади се добра атракција. Тука се има инвестирано доста и мислам дека има веќе вродено плод со ова нешто, но секако треба уште нешто да се направат. Покрај ова кај нас како комплекс, туристички комплекс, последната година има направено ресторантот Лебедово езеро. Ние како општина имаме направено проект исто така кој сметаме дека е доста добар во подножјето, е лоциран во подножјето на Беласица меѓу Мокрино и Мокриево. Тој е туристичкиот комплекс Пирго. Тој проект е направен доста добро и веќе имаме заинтересирани страни каде што самиот комплекс е на просторно со околу 45.000 квадрати. Имаме овде направено туристичка населба, спрема проектот треба да се направи, туристичка населба, етно село со ресторанти, хотелски дел и доста други работи. Мислиме дека со ова нешто ќе помогнеме исто уште повеќе за развој на туризмот. Имаме и други проекти најави од наши инвеститори, можни инвеститори, од наши луѓе кои се во странство, сакаат да се вратат овде да инвестират. Сите овие услови ние како локална власт и овозможиме и ќе им дадеме поттик за да можат овие работи да ги направат кај нас и да се развие туризмот и истовремено со развојот на туризмот знаеме дека има и вработување на лица, па тоа ќе помогне доста кај нас. Да, има ли заинтересираност кај бизнисмени да инвестираат? Каква е во тој дел економската клима? Дали претежно е земјоделски крај, откупни центри? Има ли најави за помали некои производствени капацитети, па дури потреба за индустријски зони и одделни парцели во кои што би се развивала некоја лесна индустрија? Тоа е посебен проблем кај нас во општината од аспект на тоа што, слободно овде може да кажам, дека општина Ново село е повеќе од 50% иселена пространство. Претежно во Швајцарија, Италија, Германија и другите европски држави. Иселени се луѓето кои се работоспособни. Сега мачиме со ова да можеме барем овие луѓе овде, млади луѓе кои се работоспособни да ги задржиме. Јас еден пат бев до Швајцарија, најавувам дека еве сега и во текот на април ќе идам во тој дел во Швајцарија од аспект на тоа што доста наши
луѓе кои се иселени од Ново село се во швајцарските кантони во тој дел и имаме разговор со нив, тие се веќе спремни да дојдат да инвестират. Но се уште се чувствува ова страф од инвестиции, дали и колку ќе биде нивниот капитал загарантиран, кои се законите. Мислам дека со ова влада, ќе им се понуди, со ова влада ќе им се понудат поквалитетни решенија, ќе им се дадат мотивација плюс за да можат да дојдат и да инвестират. Секако дека имаме ресурси во општина Ново село, ние сме подрачје каде што може да се развие слободно, може да кажем, земјоделието многу, може сточарството, исто така имаме две планини кои се многу добри во развој на собирање на шумски плодови. Имаме капацитети и ресурси дека може тоа да се направи, но само треба ние како општина да го понудиме, да им дадеме идеја и самите наши инвеститори кои се во можност да дојдат да инвестират. И имаме, сакам да кажам дека друго, имаме веќе отворени локации каде што може да се направат и хотелски, тоа го реков со Пирго. Така. Имаме и тука на патот, на потегот према непосредно до Самуилово еден локација за туристички центар некаде околу 80.000 квадрати. Освен ова имаме индустријски зони непосредно до Ново село, каде индустријски зони исто дава можност да самите инвеститори кои сакат да дојдат да инвестират, односно да се видат самите себе во оваа економска бранша, да може да инвестира, а ние секако како локална власт ќе им ги овозможиме сите потребни документации, ќе им дадеме некои бенефити, бонуси, ќе пробаме тоа со владата заедничко да го решиме. Затоа што е ептем неопходна ова работа да се реши, заради потребата од самото население да остане овде работоспособното население, да можеме да ја спасиме општината целосно од иселување. Така, во делот на екологијата, дивите депонии оградуваат сликата не само во општина Ново село, тоа е проблем во цела Македонија. Што на овој план имате предвидено за чистење на тие диви депонии и пунктови кои што го грдат лицето на самите предели, на самите региони? Апсолутно се слагам со вашето прашање. Овде мислам дека едно од клучните проблеми кај нас и баш заради инвеститорите, негрижата за самата природа ствара услови да се чувствуваме загрозени ние како луѓе овде. Уште на почетокот првиот проект што го имам направено јас во првите работни денови, од тимот кај нас формиравме тим кој излезе на терен и ми беше потреба да направиме еден проект за состојбата на дивите депонии во сите населени места. Можам да кажам дека е огромен проблем тоа, самите рековте дека е проблем и самата влада го тоа увиде и се носи нов закон, сведоци сме дека се носи нов закон, од нас се бара од владата да се донесе посебна одлука на Советот, на Редниот совет ќе го имаме тоа како донесување на одлука, ќе биде поставено прашањето, за да може да ги овде премиерот себе премиер рече дека ќе направиме многу со децентрализацијата, но ќе мораме дел од ингеренциите што во моментот ги има општината, односно јавното предпријатие, да ги преземе самата влада. Односно, ингеренциите за собирање на отпад од сите домаќинства ќе потпадне под самото јавно предпријатие, додека локацијата каде што ќе бидат самите депонии лоцирани, ќе бидат под ингеренција на владата. Мислам дека со ова помош заедно со владата и нашата локална власт и самата свест треба да преработи кај населението, затоа што еве ќе кажем еден податок, општина Ново село во моментот има некаде околу 4-4.500 домаќинства. А само околу 1100 се комитенти, односно јавното предпријатие ги собира отпадниот материјал или ѓубрата, како што викаме ние, ги собира и ги дислоцира до дивите депонии. Ќе кажам тоа што ние немаме депонија кај нас, се околу Ново село и Новоселска општина е дива депонија. Со самата програма од владата и кај нас со сите клучни прашања што треба да ги реши, мислам дека ова година општина Ново село ќе го реши овој клучен проблем и ќе се ангажира максимално во изнаоѓање на финансиски средства и сите други потребни работи за да може овој проблем да биде веќе минато за самото население. Така, поврзано со чистењето на дивите депонии, ние го врзуваме и чистењето на одводните канали. Пролетта знае да биде проблематична во тој дел. Дали комуналните служби во општина Ново село и општината работеа на ова? Вие имплементирате и проект преку програмата на UNDP. Каква е кондицијата и состојбата со одводните канали? Сведоци сме дека во минатото имаше доста при поројни дождови, има доста поплави по потегот према Самуилово, према Ново село, Ново Коњарево, Зубово. Самото подрачје дека река Струмица се движи, имаме околината со проблеми.
Со помош на водостопанство имавме добиено на помош една машина, која машина беше на располагање кај нас некаде околу 100 дена. Таму каде што имаше клучни проблеми, во делот на потек према Шушица, Зубово, Борисово и Колешино, машината работеше и некои од одводните канали ги санира. Но не е тоа доволно, секој дека не е, заради тоа што има доста уште да се поработи на ова. Ова ќе има за потреба многу повеќе финансиски средства за да може да се расчистат сите канали. Ние како општина сме мала општина со мал финансиски дел што може да пружиме, но се трудиме максимално тоа да го направиме со државните институции, пред се со водостопанство на Република Македонија. Тие ќе ни стоат и ни најавија дека ќе имаме уште машини каде што може да се реши, односно сакам да овде да најавам дека на потекот од гранична линија со Република Бугарија до Ново Коњарево, река Струмица се има излеано и некаде околу 400-500 декари или 40-50 хектари е поплавено и луѓето во тој дел не се во можност да си ги обработват своите земјоделски посеви. Заради тоа итно е пренесено дека тоа треба да се направи. Имаме проект направен за самото речно корито да се санира и мислам дека оваа година, односно многу брзо, ќе се реши тој проблем во тој дел. Така, каква е состојбата со школите во Ново село, во општината и дали функционира градинката? Состојбата со школите е катастрофална, да кажам, од аспект на тоа што немаме деца. Немаме деца, заради тоа што реков дека повеќе од 50% од населението ни е излезено од Македонија заради економски потреби. Еве може да кажем еден податок, село Дражево уште оваа година ќе има во моментот 4 деца, идната година ќе има едно, наредната година ќе нема ниту едно. Значи треба да се затвори самата школа. Некој податок од минатото ми имам добиено дека еве во Манош Турновски, имаме две подрачни училишта кај нас, во Манош Турновски во подобрите времења имало некаде околу 1850 деца. Сега има некаде околу 360-370 деца. Тоа е катастрофално и тоа е лошо за самата иднина и на самата наша нација македонска. Затоа што немаме деца, немаме ние ќе реновираме, секако ги реновираме училиштата, но тој не е клучниот проблем и тука треба да се поработи малце на овој дел, да се стопират иселувањето, да се донесат подобри економски услови за инвестиции кај нас, да можат нашите луѓе кои се имат иселено во странство на работа, да може да си дојдат. И овде луѓето кои се оставени кај нас, ние сме сведоци дека во повеќе населени места, така да кажем, има доста стари ергени моми. Не ми е јасно зошто не се формират бракови и зошто не формират заедница за да можат да добиеме и ние во наталитетот на самата македонска нација. Еве овде ќе спомнеме нешто дека најголем проблем кај нас на македонштината ни е точно тој дел што ние самите со губење на нацијата ќе го добиеме преку наталитетот. Немаме нација, немаме млади, немаме сите потреби, а не ми е јасно зашто тоа е така, затоа што економската страна не е слаба страна. Ако се вратиме назад 50-60 години назад, при многу поголема сиромаштија, фамилиите кај нас биле 4, 5, 6, 7 деца. Сега немаме формирање на семејства и едно од клучните проблеми е тоа. Сега се вратиме пак на прашањето конкретно кај вас. Веќе имаме реновирање на доста училишта. Во план ни е реновирање на училиште во село Ново Коњарево. Ќе се реновира комплетна столарија, зборам за прозорци и за врати, ќе се реновират оградни зидови, ќе се направи посебно паркче за децата каде што можат да си ги слободните мигови од училишниот ден да се издржат или да се врши настава во самите паркови. Исто така имаме на план во Основно училиште Манош Турновски во Ново село да се направат исто замена на столаријата. Имаме проблем со самата спортска сала, вицињата. Тоа се планира во текот на оваа година да се реши. Со градинката мислам дека работата ќе ни биде многу подобра овде во градежниот дел, затоа што имаме проект добиено со општина Сандански и е во завршна фаза. Самиот проект во градежниот дел е супер модерна градинка, добра градинка. Со средства од самата градинка се работи на зеленилото и уредувањето во паркот, во самиот двор и овде проблемот ќе биде многу брзо решен. Останатите училишта, како стигнуваат средства од блок дотациите наменети за тоа, се прават некои градежни активности.
Мислам дека тоа ќе се решат, но проблемот е тој што ние треба да го решиме и на државно ниво, да најдеме начин како би го зголемил бројот на ученици во самите училишта. Така. Сега не знам дали се сеќавам дека на некоја од седниците на Советот на општина Ново село дали презедовте работата на Центарот за култура и што како во аспект на развој на културата и културното живење како општина, дали имате некои проекти или поддршка на ансамбли, на здруженија кои што секако оставаат белег на живењето во општината? Во разговор со директорот на Домот на културата разговаравме да направиме вака клучни 4 манифестации во општина Ново село, кои манифестации ќе дојдат до развој на самиот туризам и во дружењето со самите наши луѓе внатре и надвор. Значи, во тек можам да кажам дека кај нас доста развиена манифестација културна е Смоларскиот костен. Односно, таа манифестација ќе продолжиме да напредуваме секој година повеќе и повеќе. Во тек ни е манифестацијата Ѓурѓовденски средби, која се одржува во Ново село. Исто така сакаме да направиме на клучна манифестација на најголемиот македонски национален празник Илинден на 2 август во село Ново Коњарево. И тие се 3 и ќе пробаме уште една манифестација да видиме да ја направиме подобра. Веќе таа година беше во село Мокриево на кој празник беше само да Да, на црковните празници. Црковните празници, да, беше тоа нешто планираме таму да направиме подобро со ова манифестација да ја заживееме. Така. И на крајот на оваа емисија, владата ќе ја преиспитува работата на рудникот Казандол во соседно Валандово. Останувате ли како локална власт на ставот дека нема потреба од рудници во овие наши општини кои што се претежно земјоделски, кои што не сме да се доведат во ризик да бидат загадени? Апсолутно си стојам уште на првиот став. Уште во предизборието, во кампањата реков дека сум против секако вид на загадување во територијата на општина Ново село и сега како градоначалник ќе ги бранам интересите на граѓаните. Сум против секако вид на загадување, па и во тој контекст и загадувањето, односно отворањето на самиот рудник Иловица. Затоа што и дел од територијата каде што е опфатен рудникот, 45% од сама територија потпаѓа под територија на општина Ново село. Мислам дека и владата има слух за ова, еве само со самата најава дека ќе се затвори рудникот Казандол во Валандовско, дека и овде ќе се преиспитат сите работи кои можат да бидат штетни по здравјето на луѓето и мислам дека одговорната влада, како што име начело со премиерот Зоран Заев, нема да дозволи луѓето да бидат подложени на загадување на разни болести од аспект на од самиот процес со отварањето на рудникот Иловица. Така. Господин градоначалник, јас ви благодарам за ова гостување во емисијата Визави. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе направиме рекапитулар на тоа што го кажавте дека ќе го сработите, а ќе провериме тоа колку е се до тоа сработено. Благодарам и на вас. Јас се извинувам пред се на гледачите ако нешто направив некој ласпус, затоа што вие прво учествував во телевизија, но со самата работа ќе покажеме дека пред се интересот ни останува граѓаните во општина Ново село и од тој аспект ќе соработиме со вас, се со цел да бидат навремено информирани сите граѓани во општина Ново село, па и пошироко за сите наши активности кои се во моментот и кои ќе престојат. Благодарам што. Да, благодарам. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за времето кое што го одвоивте да гледате нашата емисија. Пријатно.